Некогашниот центар за детско творештво меѓу Кумановци, познат како Дом на пионери, во минатото дневно го посетувале по 1000 дечиња. Денес објектот кој е во самиот центар на градот нема никаква намена. Целосно руиниран, полн со смет, често е сврталиште на бездомници. Го нема джагорот на дечињата кои посетуваа секции за фолклор, танц, новинарство и други дејности. Просторот кој стои неискористен има 3 ката училници, канцеларии, сали за вежбање и приредби. Кумановци ни за години бараат уредување на ова некогашно културно катче за најмалите. Ние докажавме до сега дека за ништо не се грижиме. Не само за инфраструктурата е нула, а за дечињата за кои најповеќе треба да се грижиме, ние и тука на жалост потфрљаме. Во државата во се потфрлуваме, па и во ова. Погледајте ги спомениците, рецимо, никој не ги одржава, нели? Немаме ние чувство за нешто, ние имаме чувство само за нас. Значи за нас, да можеме ние да земеме нешто, јас да си пројдам, а комшијата или па и најблиските ако треба, нека отидат под вода. Па добро беше. Добро беше, све се растури. Тоа е. Треба да се уреди вичето, разпадна се све. И тако е мисли. Забележи глед што е, какво е. И тако мој да се направи друго. Тоа е. Порано како изгледаш? Многу убаво беше. Многу убаво беше, виши колко е искршено, стакло, све тоа. Тоа да се реновира. Не ми кажи, јас сум туди завјастави, работаја сам, али не, пустињак. Навистина е тажно, во минатото беше полно со деца, а денес гледаме Како тоа имаше тој, све имало. Сега нема ништо, пустињак, се искашио се. Те имало и театар, ти за децата, све имало убаво, али сега деве. Ѓубре деве, ова е срамота. Детството во овој објект го поминал и премиерот Ковачевски, кој кажува дека пионерскиот дом во Куманово, како и сличните културни установи во државата, треба повторно да се стават во функција на младите. Кога ќе се види тој објект, тоа е практично најтажната слика која што може некој да ја види за еден објект кој што бил дом на културата, дом на развојот и напредокот на пред се младите или пионерите, како во тоа време што ги нарекуваа. Јас на таа тема разговарав со министерот за образование, со министерот за култура. Во тоа време кога тие објекти пропадна и не само тој, на ниво на цела држава беа донесени несрешни одлуки од страна на тогашните влади, без да именувам било кого, и практично тие беа оставени на милост и немилост на никого практично, беа без соодветен собственик, и единствен начин е да владата осмисли концепт не само за тој објект, туку и за други објекти, со цел да бидат доделени во раце на собственици, односно на управители кои што ќе управуваат на најдобар начин со нив и ќе станат место какво што биле и какво што биле практично планирани и наменети да бидат уште кога биле направени. Во 2018-та делот објектот беше пренаменет и адаптиран за детска градинка.